почитувани гости, наши сограѓани, почитувани спортски работници, спортисти, љубители на спортот, добро вечер. И добродојдовте на манифестацијата Избираме спортист и спортска екипа на 2024 година. 6-та година, како општина Пробишти, ја организира манифестацијата Избираме најдобар спортист и спортска екипа на годината. Спортот е дејност која ги опфаќа сите форми на спортски активности на спортистите од сите возрасти, како и спортско-рекреативни активности на граѓаните. Заради остварување на потребите за занимавање со активности и заштита на правата и интересите од областа на спортот, граѓаните можат слободно и доброволно да се здружуваат и основаат спортски здруженија. Во рамки на надлежностите што ги има општината во делот на спортот и рекреацијата, развојот на масовниот спорт и рекреативните активности, организирање на спортски приредби и манифестации, организирање и одржување и изградба на објекти за спорт и поддршка на спортскиот сојуз, а со цел развој на физичката култура кај младите, што помасовен опфат на млади лица на спортските терени и превентивно делување, а воедно и одвраќање на младите од пороците како што ги дебнат на секој чекор во нашето современо секојдневие. Општина Пробишти настојува да ја одржи и продолжи спортската традиција кај пробиштипјани, а воедно дава голем придонес во развојот на физичката култура во општината. По таа причина, општина Пробишти во рамки на своите надлежности, секако и на можностите, започна со организирање на една ваква манифестација со која сакаме да ги мотивираме сите спортисти, секој во рамки на својот спортски клуб или како индивидуалец, да даваат се од себе и сите заедно да го подигнеме спортот на едно повисоко ниво, зашто Пробишти тоа и го заслужува. Од секогаш сме биле расадник на спортски таленти кои овде се формираат и заминуваат како готов производ во спортските клубови низ Македонија и надвор од неа. На почетокот едно мало појаснување како дојде до тоа, токму овие спортисти да бидат избрани како кандидати за спортисти на годината и изборот на спортски клуб на годината. Го повикувам раководителот на одделението за јавни дејности Ради Лиевски да ви се обрати. Почитувани, добро вечер и од мене. 6-та година поред, како општина Пробишти, ја организира манифестацијата Избираме најдобар спортист на годината. Ја организираме оваа манифестација се со цел да дадеме еден скромен придонес, не само во развојот на спортот, туку и да ги потикнеме младите да спортуваат, да се занимаваат со дејноста спорт, да членуваат во еден од спортските клубови согласно нивните афинитети. Воедно планираме оваа манифестација да стане традиција, а се со цел да ги мотивираме спортистите не само за поголеми залагања, туку и поголеми резултатски достигнувања. За големата поддршка на општина Пробишти зборува фактот дека не само бесплатното користење на спортските сали и терени, а ги има во задоволителен број, и е една од ретките мерки во државата, туку и средства што се исплатени на спортските друштва и спортските поединци од буџетот на општина Пробишти во износ од 2.650.000 денари. Оваа година вака ја направивме процедурата. Ги повикавме представниците на сите спортски друштва кои добиваат финансиска поддршка од општина Пробишти, кои всушност се активни. Од тој состанок произлегоа предлози за сите категории кои што ги имаме предвидено и на кои со години наназад даваме награди и признанија. Вечерва ќе прогласиме двајца најдобри спортисти, и тоа во категориите спортисти кои се надпреваруваат во рамки и надвор од општина Пробишти,
ќе го прогласиме и најдобриот спортски клуб на 2024 година. На оваа спортска манифестација ќе го промовираме и најнадежниот спортист на општина Пробишти во спортска дисциплина одбојка. Ќе доделиме награда и за тренер на годината. Имаме посебни награди за наши врвни спортисти, а ќе дадеме златна плакета за трајни вредности во спортот. Но да не откриваме се. Ви посакувам добре дојде на спортската вечер во која ги бираме најдобрите спортисти за 2024 година и однапред честитки на наградените и големи успеси на сите наши спортски клубови во годината што следи. Благодарам. Почитувани, локалната самоуправа со години наназад, уште од моментот кога ги доби надлежностите во спортот, ги помага спортските клубови, ги отвори вратите на спортските објекти кои се во нивна собственост и им ги даде на располагање спортските терени. Финансиски ги помага, организира на спортски турнири кои се наш предпознати белег, а како што можеме да приметиме и доста игралишта се реконструирани. Добија нов лик и идеални услови за користење на тие спортски терени. А никна и нови игралишта, со што има значителен придонес во развојот на спортот во нашата општина. И ја повикувам секретарот на општина Пробишти, госпоѓата Билјана Ефтимова, да ви се обрати. Почитувани спортисти, почитувани советници, почитувани спортски работници и останати присутни. Поради оправдано отсутство на градоначалникот Драган Анастасов, ова вечер ми падна чест на мене како секретар на општина Пробишти да ви се обратам и да ви поздравам. Општина Пробишти полека, но сигурно манифестацијата Спортист на годината ја претвара во традиција, а најголема заслуга за тоа имате вие, токму спортистите, бидејќи сте неуморни, постојано давате резултати и афирмирате нашата општина. Затоа нашата општина ви благодарна за тоа и затоа ние и во иднина, како и досега, ви даваме поддршка како на колективните спортови, така и на индивидуалните спортови. Исто така сакам да напоменам дека и оваа манифестација покрај признанията и наградите кои ги доделува на активните спортисти не ги заборава ниту оние кои даде свој придонес во минатото и секако без кој спортот во нашата општина не би бил она што е сега. Ние како општина Пробишти изминатава година, како и годините претходно, постојано инвестираме во спортската инфраструктура, покрај тоа што ги помагаме спортските клубови и индивидуалните спортисти, и се со цел да создадеме една добра спортска инфраструктура во која што нашите спортисти, нашите деца и нашата младина ќе можат да се ангажират, да спортуваат и да се рекреират. Така во минатата година во населбата Камењар или Калниште направивме еден спортски комплекс со повеќенаменско игралиште, фитнес зона, како и содржина за одмор и рекреација во населбата, каде што се користи скоро од секое време и од секоја возрастна популација. Го уредивме и просторот во Злетово во близина на фудбалското игралиште со реквизити, а оваа година е предвидено и уредување на самото фудбалско игралиште. На задоволство на сите граѓани, кои ги има во голем број, годинава ставено е во програми санација на трибините и светлување на градскиот стадион со професионални рефлектори, кој што ќе може да се користи во попладневните часови, каде што сите знаеме колков број на граѓани, рекреативци вежбаат и го користат овој стадион. И
Затоа сметавме дека ова е неопходно и затоа оваа година е ставено во програмата. Покрај ова во програмата е влезено уредување на помошното игралиште на градскиот стадион со урбани содржини и детска зона, со што ги зголемивме содржините и можностите за поголем број на граѓаните. Почитувани, Општина Пробиштип ќе продолжи и во иднина да вложува во спортот и спортската инфраструктура, бидејќи нам ни е важно да имаме здрави генерации, како што знаеме, онаа старата, добро позната поговорка што вели во здраво тело, здрав дух. Честитки за сите наградени, но и честитки за сите оние спортисти во нашата општина, кои што и посакувам да продолжат да нижат успеси и да бидат добар пример за своите врсници и за идните млади генерации. Посакувам успех на сите. Благодарам. Почитувани, започнуваме со помладите. Оние кои настапуваат на спортската сцена, со голем труд и мака се пробиваат и си го бараат своето место меѓу веќе афирмираните спортисти. Почнуваме со категорија надежан спортист на општина Пробиштип. Во оваа категорија повторно имаме представник од одбојкарскиот клуб Весна Пробиштип, млад, перспективен спортист за кого доправа ќе чуете. Ајде да видиме што подготвивме за него. Роден е 2009 година во Пробиштип. Кариерата со одбојка ја започнува во основното општинско училиште Браке Миладиновци на часот по физичко и школски тренинзи со професорот Емил Спасовски. Од тие тренинзи се појавила љубовта спрема одбојката за потоа да се зачлени во одбојкарскиот клуб Весна Пробиштип. Редовни тренинзи со тренерите Љупчо Руцевски, Игор Манасов и Ласте Јосифов резултирале игра со првиот тим. Во првата година од кариерата во сезоната 2022-2023 со тимот на Весна Пробиштип освоено е второ место во категорија пионери и трето место во категорија кадети. Со редовните тренинзи поминати во сезоната започнал во кадетската одбојкарска репрезентација на Македонија. Сезоната 2023-2024 ја завршил како капитен на пионерската екипа на одбојкарскиот клуб Весна Пробиштип со освоено трето место, второ место во кадетска категорија и второ место на државно првенство за основни училишта, каде што има добиено титула за најкорисен играч на турнирот. Од Сдруженијето на училишните спортски друштва на општина Пробиштип е предложен за стипендист спортска надеж за 2024 година. Оваа сезона 2024-2025 стартувал јако во кадетска категорија без загубен надпревар и е горд на постигнатото. Продолжува со тренинзите и секако со резултатите во одбојкарскиот клуб Весна Пробиштип. Најнадежен млад спортист за 2024 година Никола Григоровски, секретар поверен. Шина се, шина. Окей. Браво за Никола, нека го прати здравје и среќа и за некоја година да ни дојде повторно, ама со добиена друга награда.
Ќе ве замолам за уште еден аплауз за Никола. Ние одиме понатаму. Следува категорија тренер на 2024 година. Ајде да видиме за кого станува збор. Роден е 1968 година во Пробиште. Со кариерата во спортот започнал уште во најраната возраст преку училишните секции и спортските клубови, а со завршувањето на факултетот за физичка култура, патот како тренер бил логичен и природен со љубов кон спортот и желбата да се пренесе знаење и вештини на новите генерации спортисти. Неговата посветеност во оваа професија секогаш била насочена кон развојот на млади таленти и нивнооспособување за постигање на врвни резултати. Со тренерската кариера започнува во далечната 1993-94 година, кога бил ангажиран како тренер на одбојкарски клуб Акумулатор Пробишти, кој се надпреварувал во првата македонска одбојкарска лига. Во текот на 4 сезони поминати во клубот успева да го развие тимот и да постигне значени резултати. Во следните години неговото тренерско искуство продолжува да расте, а влијанието во спортскиот живот на Пробишти се засилил. Од 1999 до 2008 година работел како тренер и ментор на училиштите спортски екипи на основното општинско училиште Браке Младиновци Пробишти. Ги водел машките и женските тимови во одбојка на надпреварите, организирани од Федерацијата за училишен спорт на Македонија. За време на тој период има постигнати значителни резултати. Во 2008 година во основа женскиот одбојкарски клуб Тим Воли Пробишти со цел да го развие женскиот одбојкарски спорт во регионот. Како тренер на клубот започнува со надпреварување во Пионерската лига, организирана од Одбојкарската федерација на Македонија. За време на надпреварувањето постигнува значени резултати. Покрај клубската активност има организирано неколку значени спортски манифестации кои го збогатиле спортскиот живот во Пробишти, промовирајќи го одбојкарскиот спорт. Од 2017 година продолжува да работи како тренер во одбојкарски клуб Весна Пробишти, каде го води тимот во младинските категории. Неговата работа била фокусирана на развојот на младите таленти и создавање на врвни спортисти. Во текот на овие години тимот постигнал неколку значени резултати, освојувајќи први, втори и трети места пионери и кадети. Во 2020 година има учествувана на школската конвенција на тренери во одбојка, едукација што му има возможено да го зголеми своето знаење и да го унапреди тренерското искуство. Како кандидат за избор на тренер на годината 2024 година, организирана од општина Пробишти, се гордее со постигнатите резултати во неговата тренерска кариера во одбојкарскиот клуб Весна Пробишти. И тоа трето место пионери младински лиги, организирани од Одбојкарската федерација на Македонија, второ место кадети младински лиги, организирани од Одбојкарската федерација на Македонија, второ место државно првенство за основни училишта, организирано од Федерација на училишен спорт на Македонија. Неговата долгогодишна работа како тренер е резултат на неуморна посветеност и љубов кон спортот. Вниманието и фокусот се насочени на создавање на успешни спортисти и градење на тимски дух кој ќе овозможи континуиран развој и идни успеси. Со оваа посветеност и страст продолжува да ја гради иднината на одбојката во Пробишти и пошироко. Како што вела, ода што го правиме со љубов, никогаш не избледува, туку останува вечно. Тренер на 2024 година Емил Спасовски Пропа.
Окей. Вечерва избираме спортист на 2024 година. Избираме и спортски клуб на годината. Спортски клуб кој има најголеми резултати во годината што измина. Го бираме спортскиот клуб кој не правеше горди. Да кажеме и кој се потрудија да се одржи оваа манифестација. Советот на Општина Пробиштип. Општина Пробиштип и медиумски покровител Протел телевизија. Аплауз за сите. Следи номинација за најдобар спортски клуб. Ајде да видиме. Одбојкарскиот клуб Весна Пробиштип од Пробиштип е формиран на 17 јуни 2013 година по иницијатива на Игор Манасов, поранешен играч, одбојкар и председател на Одбојкарскиот клуб Пробиштип од 17 јуни 2013 година до 12 февруари 2018 година. И Ласте Јосифов, актуелен тренер на Одбојкарски клуб Весна Пробиштип. Клубот од основањето до 16 септември 2016 година го носи името Одбојкарски клуб Пробиштип, а потоа со одлука на собрание на клубот е преименуван во Одбојкарски клуб Весна Пробиштип. Во овие 11 години постоење, Одбојкарскиот клуб Весна Пробиштип во сениорската конкуренција играше 3 пати во финалето за Куп на Одбојкарската федерација на Македонија 2014, 2016 и 2018 година. Во 2017 година го остварува најголемиот успех со играњето во финале за шампионската титула. Во младинските категории забележани се завидни резултати на државно ниво во кадетска и јуниорска и пионерска конкуренција. Освоени се неколку втори и трети места, а во надпреварувачката сезона 2021-2022 е забележан најголемиот успех во историјата на пробиштипскиот екипен спорт. Во пионерска машка конкуренција освоена е шампионската титула. Во моментот Одбојкарскиот клуб Весна Пробиштип брои околу 180 членови во сите категории машки и женски. Актуелен председател на клубот е Маријан Панов, магистер по економски науки. Фабриката за батерии Таммак Пробиштип е генерален спонзор без кој не може да се замисли нормалното функционирање на клубот, а помагател и спонзор секако и општината Пробиштип, која на располагање има ставено сите спортски сали во интерес на клубот, а помага и со финансиски средства. Клубот има своја Facebook страна со 3000 фанови. Одбојкарски клуб Пробиштип. Спортски клуб на 2024 година. Весна Пробиштип од Пробиштип. Молам представник од спортскиот клуб на годината да повели да ја подигне дипломата, трофеот и вредносен ваучер во износ од 20.000 денари. Може. Ако не валја, пресликуваш пат. Ајде да го да направи со бекари. Ајде. Силна бе? Силна бе?
Nicely, Chris. Почитувани, вечерва промовираме двајца спортисти на годината и тоа во две категории. Спортист на годината кој се надпреварува во рамки на општина Пробиштип и спортист на годината кој се надпреварува надвор од општина Пробиштип. И двајцата спортисти, иако во сосема различни спортски дисциплини, сепак се исти по нешто. Исти се по нивните постигнати резултати. Исти се по големите успеси кои што ги направија во изминатата година. Меѓутоа, пред да поминеме на прогласување на најдобрите за 2024 година, да доделеме неколку златни плакети за наши сограѓани кои оставиле значителен белег во спортот во Пробиштип. Луѓе кои се синоним за спортисти, кои се со општо препознатливи и кои вразуваат неколку генерации на навивачи кои што навивале, ги бодреле, ги подражувале, а тие со нивната добра игра и возвраќале за нивната љубов. Минатата година започнавме со дел од екипата од женската кошарка во Пробиштип и доделивме златна плакета на 3 наши сограѓанки. А годинава продолжуваме со уште 4, кои за жал една од нив не е веќе меѓу со нас. Но за секогаш ќе биде врежано незиното име во спортската меморија на Пробиштип. Како што рековме, номинирани се 4 наши сограѓани, 4 кошаркарки кои заедно со сите во екипа жареа и палеа на спортските терени. Кошаркарки за кои навиваше цел Пробиштип. Кошаркарки кои нижеа успеси. Кошаркарки со кои Пробиштип се гордееше. Но овде нема да застанеме, до година продолжуваме со уште неколку од нив кои оставија траен белег. Одиме со најавата. Посебно место во запишаната спортска историја на Пробиштип заслужено и прибаѓа на женската кошаркарска екипа на Рудар, која во првенство 1981-82 година ја освои титулата Републички шампион на Македонија. Ова станува забележано како најголем успех на некоја спортска екипа од Пробиштип во екипниот спорт предвидена од легендарниот тренер Милош Величковски Мишо. Оваа екипа го одигра и првиот меѓународен надпревар на 8 септември 1982 година со екипата на Мајер од италијанскиот град Падова со победа 53-46, со што е остварена првата и единствена победа на една кошаркарска екипа во меѓународна конкуренција. Овие историски достигнувања ги забележаа следните кошаркарки: Виолета Малинова, Емилија Ристова, Слаѓана Димитриевска, Јасминка Владимирова, Зорка Николовска, кои беа златната петорка, и Зора Митревска, Сузана Додевска, Сунчица Јовановска, Радмила Здравковска, Лидија Величковска, Венера Трајчевска, Жаклина Наневска, Валентина Анастасова, Емилија Гогева, Гордана Јачевска, Лиле Јачевска, Ленче Јачевска, Лалица Митовска, Кристина Анастасовска.
Златна плакета за исклучителен придонес во развојот на спортот, афирмација и промоција на општина Пробишти, за Јасминка Владимировска Трмка, Емилија Милановска, Зорка Николовска Бељо и Сузана Додевска. Почитувани, да чуеме накратко едно обраќање во име на старите добри времиња. Ја повикувам доктор Емилија Милановска да се обрати на присутните. Почитувани присутни, ми причинува чест и задоволство во мое лично име и во име на наградените да се заблагодарам на добиените признанија, златни плакети за трајни достигнувања во спортот. Со тоа се препознаени исклучителните достигнувања на нашиот женски кошакарски тим, кој што во 80-тите и 90-тите години на минатиот век напиша една прекрасна, убава спортска приказна. Тогашниот кошаркарски женски клуб Рудар, начело со нашата главна Јасминка Владимирова Трме, нашиот капитен, предводена од нашиот почитуван тренер, легендарниот професор Милош Величковски Мишо, го освоија првото место во Република Македонија и го одиграа првиот и единствен меѓународен женски кошаркарски натпревар досега во богатата спортска историја на Пробишти не надменат успех. Затоа овде, во оваа пригода, нескромно и гордо ќе кажам, нашиот кошаркарски женски тим Рудар е еден, единствен и неповторлив. Ви благодарам. Почитувани, ве молам уште еден аплауз за вечерашните добитници на златна плакета за придонес во развојот на спортот, афирмацијата и промоција на општина Пробишти. Продолжуваме понатаму, одиме со првата од двете номинации. Спортист на 2024 година, кој се надпреварува во рамки на општина Пробишти. Дефинитивно, годината што измина ја одбележа со низа на успеси. Пробиштипјани ги направи горди. Ајде да видиме за кого станува збор.
Роден е 2007 година. Најпрво започнал со кошарката, а после некое време започнал со тренинзите во одбојкарскиот клуб Весна од Пробишти. По 2-3 месеци тренинг почнал да тренира со првиот тим. После наборните тренинзи следувале многобројни победи и тоа 2 втори места во кадетското првенство, прво место во пионерско и 1 трето во младинското првенство. Постигнал значени резултати и во 2023 година на Балканското првенство пионери во Тирана, Албанија, со освоено 5-то место, во Врњашка Бања, Србија во 2024 година освоено 5-то место и во квалификации за Европско првенство во 2024 година освоено 3-то место. Многобројните и напорни тренинзи резултирале со ангажман во пионерската репрезентација, а потоа и во кадетската и младинската со освоено 3-то место на Балканско првенство. Спортист на 2024 година, кој се надпреварува во рамки на општина Пробишти, е еден од поперспективните млади играчи на одбојка. Дамјан Миневски. Тој добива диплома, трофеи и ваучер во вредност од 20.000 денари. Вечерва доделуваме уште една златна плакета. Златна плакета за трајни вредности во спортот. Но да видиме зашто станува збор. Личност од Пробишти која оставила посебен печат во спортската историја на Пробишти, а сепак со најзабележливи резултати во фудбалот во изминатите неколку децении. Покрај истакнатата улога во долгогодишен успешен фудбалер на Рудар, тој со својата повеќе од 3 деценијска фудбалска активност бил практично се во Рудар и во фудбалскиот спорт на Пробишти. Бил еден од најстакнатите фудбалери на својата генерација и повеќе годишен капитен на тимот, преку функциите на прв или втор тренер во клубот на повеќе генерации на фудбалери од сите категории: пионери, кадети, младенци, сениори, па се до извршување на многу функции во органите и телата на фудбалскиот клуб Рудар, од член на управа до директор на клубот. А во еден мандат бил и делегат во Фудбалската федерација на Македонија. Како професор по физичко воспитување бил мощне успешен и како тренер или ментор и во одбојката, ракометот, машката и женската кошарка, пинг-понгот, атлетиката и друго. За мене беше спортно све. Све. Ја не можам и мене сега другари тогаш вика, верно, не ми дека живеем, ти вика не играеш. И ако не идем, не играеш, не знам што да правам. Ја кога престанам да играм, одма се запишам на факултет за енергија. Златна плакета за трајни вредности во спортот добива Симеон Ѓорѓиев Монче. Иако веќе 10 години не е со нас, искрено се надеваме дека некаде од доскоре не гледа и се гордее со признанието. Го молам представникот од фамилијата да се обрати на сите присутни. Повелете. Добро вечер на сите. Голема благодарност и внимание и почит за мојот сопруг Симеон Ѓорѓиев со прекорот кој го знаете Монче. Истовремено сакам
да ви кажем дека има и голема благодарност од нашите 3 ќерки со нивните фамилии. Со мене е најмалиот внук кој сака да го наследи во фудбалот неговиот дедо, кој може би просто да става за понатаму. Благодарам. Одиме со изборот на спортист кој се надпреварува надвор од општина Пробишти. Да ја погледнеме најавата. Има само 23 години, тренира кошарка од мален нос. За цело време постепено, но сигурно ниже успеси и чекор по чекор оди кон врвот на македонската женска кошарка. Моментално е во женски кошаркарски клуб Баскет Камп од македонска Каменица, каде што имаат освоено многу титули. Овој клуб на чело со неа минатата сезона 2023-2024 беа освојувачи на Супер Купот, Купот на Македонија и шампиони на државата. Со години наназад, без разлика во кој клуб е, прогласувана е за MVP и е репрезент на општина Пробишти. Не само на домашната спортска сцена, туку и надвор од државата, играјќи за сениорската женска репрезентација на Македонија. Најдобар спортист за 2024 година, кој се надпреварува надвор од општина Пробишти, е нашата најдобра кошаркарка, Катерина Катепоп Димитровска. За жал, заради неодложени обврски во спортскиот клуб каде се надпреварува, Катерина вечера не е со нас, многу е жал, а воедно и многу среќна за добиеното признание. Таа ни испрати едно кратко видео, па предлагам да го погледнеме. Здраво на сите. Јас поради клубски обврски не сум можност да присуствувам на овој настан, па поради тоа се на ваков начин и би сакала да искористам оваа прилика да се заблагодарам за добиената награда и да кажам дека ова е еден плюс мотив за мене за стварување уште поголеми успеси. Благодарам. Спортист на годината, кој се надпреварува надвор од границите на општина Пробишти, Катерина Катепоп Димитровска. Таа добива диплома, трофеј и ваучер во вредност од 20.000 денари. Повикувам представник од фамилијата на Кате да ја подигне наградата, а да ќе ја додели председателот на Советот. Искрени честитки за номинираните спортисти. Големи честитки за најспортистите за 2024 година. Се надеваме дека сите заедно ќе придонесеме спортот во Пробишти не само да заживее, туку полека но сигурно да ги достигне нивото на кое го имавме во времето, со голем број на спортски клубови кои во лигата во која се надпреварува се некаде при врвот. Но тоа можеме да го постигнеме само преку залагање од сите нас
и од страна на општина Пробишти, но и од страна на бизнис секторот, а секако и од сите спортски работници и љубители на спортот. Ги повикувам сите спортисти, спортски работници и наградени спортисти, заедно со организаторот на вечерта, да направите една групна фотографија за спомен на оваа убава вечер. Ви благодарам за вниманието и ви посакувам довидување и пријатно.